near the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, денеска ја водат. Во оваа нашава Козоебина можеше од обичен смртник без завршено средно училиште со помош на политички ментор за некои 7-8 години да станеш доктор на науки, бе професор на факултет или измислен вице-премиер во владата со поголема моќ од премиерот. Кој бе рече Артан? Кој рече бе Груби? Ја реков, нема врска. Значи не спомнав ни Артан, ни Груби, спомнав само некој измислен премиер, вице-премиер. Па зарем тоа е и неговата приказна. Стварно, не сум знаел Жими мајка. Па немојте бе луѓе така, па немам стварно случајно ова се потрефија работиве. Кој Артан бе прашувате? Оној што се гушкаше со син му на Мијалков на 27 април додека фрчеа тоа столчињата. Па добро, да. Уште тогаш се виде темната страна на империјата. Ама дај од почеток. Артан беше скромно момче пред 10 години со шишка како Джим Кери, а джегерици како на Джеф Даниелс од филмот Глуп и поглуп. Нема лага, не Боже, си има снимка како си седат со Али Ахмети во некоја биртија. Артанчо во некое сиво-зелено пастирско джемперче, 5 дена небричен, со осмех, што сум дигал рака во вторник. И Али со тоа качакот и широка жута насмевка поради тоа што го нашол најдобриот апрентис или такозвани приправник за лидер на ДУИ. Али како познат марксист-ленинист или така наречен левичар терорист под менторство на најголемиот покровител на планетава Соединените мораше во стилот на Ким Јонг Ун да си најде наследник. И кога виде дека синовите не му ги бива, нели, за политика освен за бизнис, нели, а овој бујарчо е препаметен и само што почна да му паѓа коса, не бива ќелав лидер па да прави глупости котаче, а изад меѓути, нели, почна да прета, да мрда, да не се дава, Невзит Бейтам почна да смета и Али се реши нормално по долги консултации со Калето да го избере својот наследник од најубавото место. Го зема водачот на навивачката група Балисти, кој се покажа со тепање на македонци на Калето. И така треба, мислам, мора да му се направи вратка за тој чин на милосрдие што го покаже кон македонците. И така почнува метеорскиот лет на Артанчо, Дарт Вейдер Груби, со волненото джемперче од 5 евра до фенси Гучи патики од 800 евра и нормално 10 на бизнис локации. Но што е фер, не се негови тие локации, на брат му се. И аутата исто не се негови. На овој комшијата се. Он нема ништо, Артан, нема ништо за греота. Голтар бе, голтар, како и секој лидер во најава. Како што тргнал и за татко му и мајка му ќе каже дека не се негови. Ништо не е негово. Ништо. И кој ќе се погне у огледало, вика овој не сум мој, овој не сум ја. И да ви кажам, ја би се откажал така да сака императорот Александар Антич од мене ваков никаков македонски глумец да направи најпознат амерички глумец. Мислам дека Калето ќе му учини дури и тоа, само Сашо Тасевски да го пофали Дуи во следната епизода од ова шоу, а и јас ќе бидам велма брзо амерички глумец после таа фалба. Па макар и порно глумец. А што да не? И онака цела држава ја пердашат бесплатно, бар ја нешто да опалам за некој долар. И онака Калето се занимава секојдневно со мене, па затоа почнав и емисиите да ги титлувам на англиски јазик. Иако е прилично таа скапа работа, велат од Калето не сме се разбирале, јас сум зборувал македонски, ти англиски, па велам ај да се разбереме, може ќе дадат некој денар за развој на демократијата, мултилингвалноста, северно-македонштината и нашиот јазик. Едини услов било да го немало зборот Македонија во шоуто,
ако ми учи на това, нели, со порново, че нема ни потреба од титул, мислам. Зар ке титлуваме, например, глупост, клај ми го, Саша, клај ми го. Клај ми го, ама зборви ми цели реченици, ко ми го клаваш, ме пали то, клај ми го, изборви ми цели реченици, шубо ми е, како се мрдиња, па. Нема потреба тоа да се титулува, мислам. Доволно се разбира и да е на чист македонски јазик, по Блаже Конес. А после си викам, чекај бе, како 30 години се разбирате на албански со колегиве од ДУИ, па ги донесовте до премиер и вице-премиер заедно, а заедно имаат 11% пратеници во парламентот. Па тие како наследници на марксисти-ленинисти знаат само руски бе, немаат поиме од англиски. Додуше Бујерчо знае малку турски, таму ја садеше косата. Така Артан Дарт Вейдер груби е донесен за да ја екзекутира републиката и да го згасне секој бунт кај славомакедонците, затоа што зад него стојат Калето и Западот. И тој го кажува оно што Али Ахмети го мисли, отворено вели дека УЧК ја води Македонија и така ќе остане, затоа што Калето знае дека македонците се диво месо и дека ќе си ја предадат државата за 30 сребреници, како Јуда што го предаде Христа. Но за дивото месо во некоја друга епизода. Али е императорот, Артан е Дарт Вейдер, а републиката е во пламен. Колку бунтовници и джедаи ќе се појават во нејзина одбрана, толку подобро. Колку народ ќе застане зад нив, толку подобро. Инаку ќе живееме со темната страна за секогаш. Нашиве сегашни генералчиња слуги на крстарицата не се вредни за помен. Ти отидоа јабана во првата битка, читај избори. Потребно е да се победи темната страна. Императорот и Дарт Вейдер и се друго ќе биде поразено од еден джедај. Затоа собирајте се, браќа джедаи. Вадете кубурите, подмачкајте ги. Треба да се одбрани републиката. Силата нека биде со нас. Шубом je se mrdiња. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon, no line, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.